и елементи, цифри, бројки, аргументи, криви, прави компоненти. Математика, математика. Симетрали и тангенти, члenoви коефициенти, целини, целини и сегменти. Математика, математика. Чакај, слушај ова. Двајца пешаци тргнале во исто време. Да. Едниот од Крива Паланка, другиот од Скопје. По колку часа ќе се сретнат ако едниот минува 3 километри на час, а другиот 4 километри на час? Ако се знае дека оддалеченоста на Крива Паланка од Скопје е 98 километри. Значи, кога ќе се сретнат? Никогаш. Зашто? Тогаш ќе се сретнат. Знаеш какво време дојде? Сега можеш од Скопје во Крива Паланка да одидеш кога сакаш да живееш таму. Ама од Крива Паланка во Скопје никогаш. Затоа нема. Чакаме, престанува збор за тоа, Бори. Нашата цел е да одредиме по колку часови тие ќе се сретнат ако тргнат. Сега прво вака, ти што мислиш, дали е подалеку од Скопје до Крива Паланка или од Крива Паланка до Скопје? Не знам, ќе видиме. Мораме ние тоа практично да го измериме. Како мислиш практично? После само ќе си го допишеме резултатот. Како практично? Еве вака ќе направиме. Јас и ти. Значи утре са бајле рано, во 5 часот ќе тргнеме ти од Крива Паланка за Скопје, а јас од Скопје за Крива Паланка. Ти ќе одиш по 3 километри на час, а јас по 4 километри на час. Побрз си ти за тоа. И ќе видиме за колку часа ќе се сретнеме. Види. Тогаш јас да си земам плетивото, тоа е време губење. Јас не можам така да одам и без ништо да работам. Најарно ќе биде јас да си се подготвам се. Да, дуздишај се. Да си се дуздишам, да си преспијам вечер таму. Во Крива Паланка, да. И утре во 5 часот. Рано, ти наваму со 3 километри на час, а јас натаму со 4 километри на час. И ќе видиме по колку часа ќе се сретнеме. Степенувањето на збир и разлика има честа употреба. Затоа ние ќе им посветиме посебно внимание. Еве, например, вака. Ако имаме збир А плюс Б и треба да го степенуваме со 2, пишуваме вака. А плюс Б, сето тоа на квадрат. Од тука што можеме да видиме? Од тука можеме да видиме дека А плюс Б треба да се помножи со А плюс Б. И пишуваме дека тоа е еднакво на А плюс Б помножено со А плюс Б. И сега множиме. А по А на квадрат. А по Б, АБ плюс Б по А, исто така, АБ и плюс Б по Б, Б на квадрат. Вака добиениот полином сега го средуваме и добиваме дека збирот А плюс Б степенуван со 2 е еднакво на
а на квадрат плюс, овде ни се јавува два пати АБ и АБ, значи пишуваме два пати АБ плюс Б на квадрат. Ето е ако имаме збир да степенуваме со 2. А сега нека излезе Виолета и ќе ни покаже друг пример ако степенуваме разлика А минус Б со 2. Ајде, Виолета. Значи имаме А минус Б целото на квадрат. Тоа е всушност А минус Б по А минус Б, или тоа е еднакво А на квадрат минус АБ минус АБ и минус Б ќе дадат плюс Б на квадрат. Или овако го средиме, добиваме А на квадрат минус АБ и АБ ни дават два пати А по Б и плюс Б на квадрат. Е сега ако ги споредиме А плюс Б целото на квадрат, кој е А на квадрат плюс 2АБ плюс Б на квадрат. Така. И А минус Б цело на квадрат, кој е А на квадрат минус 2 пати А по Б и плюс Б на квадрат. Од ова ќе видиме дека разликата меѓу овие е само во знакот плюс и минус пред 2 пати АБ. Добро, Виолета. Оди на место. Ето е ако имаме збир А плюс Б и разлика А минус Б да степенуваме со 2. Но сега ќе покажеме што се случува ако имаме збир А плюс Б и треба да го степенуваме со 3. Пишуваме вака. А плюс Б сето тоа на трети. Од тука можеме да забележиме дека А плюс Б треба самото со себе да се помножи 3 пати. Значи тоа е еднакво на А плюс Б помножено со А плюс Б и помножено со А плюс Б. Од тука следува А плюс Б сето тоа на квадрат помножено со А плюс Б. Знаеме дека А плюс Б на квадрат е А на квадрат плюс 2АБ плюс Б на квадрат. Е, сега сето тоа помножено со А плюс Б. И сега множиме А по А на квадрат, А на трета, плюс А по 2АБ, тоа е 2А на квадрат, Б, плюс А по Б, А, Б на квадрат, плюс Б по А на квадрат, е А на квадрат, Б, плюс Б по 2АБ е 2А, Б на квадрат, и плюс Б по Б на квадрат, Б на трета. Е, сега вака добиениот полином го средуваме и добиваме дека тоа е еднакво на А на трета плюс 3
а на квадрат b плюс 3 а b на квадрат плюс b на трета. Што можеме од ова да заклучиме? Нека излезе Марко и нека ни каже. Ајде, Марко. Да се вратиме прво на еден поранешен пример. Кога степенувавме збир, тоа беше а плюс b на квадрат и при тоа се добиваше еден полином, тоа беше а на квадрат плюс 2 пати а b плюс b на квадрат. Добро. Да ги разгледаме прво коефициентите на членовите на овој полином. Тоа се 1, 2 и повторно 1. Сега да ги видиме степените на сите три члена. Гледаме дека сите се степенувани на втора степен. И овој, и овој, и овој, сите три. Сега да се вратиме на овој пример. Да ги видиме прво коефициентите на овој 4 член полином. А на трета има коефициент 1 кој не се пишува. Потоа коефициентот е 3 и на 3аб на квадрат е исто така 3 и на б трета исто така е коефициентот 1 не се пишува. Сега да ги разгледаме степените на овој 4 член полином. Првиот е на трета степенуван, вториот исто така на трета степенуван, бидејќи збирот 2 плюс 1 е еднакво на 3. За третиот член истото важи и гледаме дека и четвртиот член е степенуван на трета степен. Значи, сите 4 члена се степенувани на трета степен. Тоа е тоа. Добро. Оди Марко на место. Дај сега. Што станува ако сакаме збирот а плюс б да го степенуваме со 4? Тогаш пишуваме а плюс б на 4. Па кој тоа ќе го множи? Може да се скрати постапката? Може, таве, може. Но тоа треба да го разгледаме и да го споредиме. Еве вака. А плюс б на први степен е еднакво на а плюс б. Исто така знаеме дека а плюс б на квадрат е еднакво на а на квадрат плюс 2аб плюс б на квадрат. А плюс б на трета е еднакво на а на трета, така, плюс 3 а на квадрат б плюс 3 а б на квадрат плюс б на трета. А сега внимавајте. Што можеме одовде да забележиме? Кога степенуваме со 1, коефициентите се 1. Така? Значи пишуваме 1. Кога степенуваме со 2, коефициентите се 1, 2 и 1. Кога степенуваме со 3, какви се тука коефициентите? 1, 3, 3 и 1. Еден, 3, 3 и 1. Сега, ако степенуваме со 4,
Тогаш коефициентите ќе бидат вакви. 4. Сега собираме. 1 и 3. 4. 3 плюс 3. 6. 3 плюс 1. 4 и повторно единица. Дека ова е точно, ќе се увериме понатаму. Да те прашам нешто. Праше, слушај, колку чини една гуска? Зависи каква гуска сакаш. Како тоа зависи? Па така, ево овие, секоја чини по 300 динари. Ти ли мене ќе ме лажеш по 300 динари? Ами јас знам, секоја чини еве вака. Имам документ, гуска и пол, динар и пол. Една гуска е 1 динар. Абе да не си падал од месечина. Кој ти дава тебе гуска за динар? Абе не биди смешен. Како кој ми дава, бе? Еве имам јас документ. Се молям, еве. Абе ја не ти давам да ги погледнеш за динар, а камоли да ти дадам гуска. Чекај да се разбереме, ова учени луѓе ми го дадоа. Значи, една гуска 1 динар е. Абе не оди, вао не цепка, ајде оди си по патот. Не давам за динар. Чекај, јас ќе си земам и ќе ти платам. По 1 динар. Оди си по патот, оди си, не ти дам гуска за динар. Ајде, оди. Абе, чекај да дојам. Оди си по патот. Jedan, dva, jedan, jedan i dva, 3, 2 i 1, 3 i 1, 1 i 3, 4, 3 i 3, 6, 1 i 3, 4 i 1. 1 i 4 sve 5. 4 i 6 sve 10.
6 и 4, 10, 4 и 1, 5 и 1. 1 и 5, 6. 5 и 10, 15. 10 и 10, 20. 10 и 5, 15. 5 и 1, 6. Добро, Билјана? Ајде, оди навест. Вака испишани овие броеви личат на? Триаголник. Точно. Тоа е Паскаловиот триаголник, што генијалниот француски математичар Блез Паскал му го подарил на човештвото. Блез Паскал е роден во Клермон 1623 година, а умрел во Париз 1662 година. Тој живеел 39 години. Уште како мал многу знаел математика. И не само што знаел, туку тој откривал многу математички истини. А сега, нека излезе Благоја и нека ни каже како збирот А плюс Б ќе го степенуваме со 4. Ајде, Благоја. Ние коефициентите ги взимаме од Паскаловиот триаголник и тоа пред напишеме првиот, тоа е А, на четврта, тоа е коефициент 1 кој не се запише, ота плюс, тука иде коефициентот 4, А на трета, Б, плюс, иде коефициентот 6, А на втора, Б на втора, плюс, потоа иде коефициентот 4, А на прва, Б на трета, плюс, тука сега иде коефициентот 1 кој не се запише, Б на четврта. Од тука гледаме дека коефициентите на А, степените коефициентот А опаѓаат за 1, а додека степените на Б растат за 1. Добро, Благоја, оди навест. Досега имавме А плюс Б, значи степенувавме збир. Ајде да видам кој ќе степенува А минус Б, тоа е разлика. Добро, Таве, ќе видиш. Ајде, кај те покажем. Ајде. Пишуваме А минус Б. На трета. Коефициентите ги взимаме од Паскаловиот триаголник. 1, 3, 3, 1. Тоа е еднакво. Бидејќи 1 не го пишуваме само А на трета, а знаците ги менуваме наизменично, почнувајќи од плюс, па се до крај. А на трета, потоа 3, А на втора, Б, плюс 3, А, Б на втора, минус Б на трета. Ајде сега Горан да ни каже нешто повеќе за Паскаловиот триаголник. При степенувањето на збир и разлика го користиме Паскаловиот триаголник, кој го добиваме на овој начин. Пишуваме 1, 1, 2 и 1. Потоа пишуваме пак 1. 1 плюс 2 е 3. 2 плюс 1 е 3. Повторно пишуваме 1. 1, 1 плюс 3 е 4, 3 плюс 3 е 6 и 3 плюс 1 е 4. Повторно пишуваме 1. 1 плюс 4 е 5, 4 плюс 6 е 10, 6 плюс 4 е 10 и 4 плюс 7 е 5. Пишуваме пак 1. Ако сакате, можеме да составиме Паскалов триаголник до било кој број. Добро, Горане. Ајде, оди навест. Ќе ме молам да ми го дадете Паскаловиот триаголник. Може, Тале. Повели. А бе,
таму. Седнете, деца. Игорче, слушајте се. Еле што мака имавме да чуеш. Голема мака. Можеш ли ти да ни ја решиш оваа задача? Слушај, убаво. Двајца пешаци тргнале во исто време. Едниот од Крива Паланка, другиот од Скопје. По колку часа ќе се сретнат ако едниот минува 3 километри на час, а другиот 4 километри на час, ако се знае дека оддалеченоста на Крива Паланка од Скопје е 98 километри. Така. Лесна задача. Тргнете, видете вака. Во исто време во 5 тргнете. Да не важно. Го цртаме растојанието Скопје Крива Паланка. Добро. Едниот пешак кој се движел од Скопје кон Крива Паланка минува по 4 километри. Браво. Добро. А другиот пешак кој се движел од Крива Паланка кон Скопје се движел со брзина 3 километри на час. Добро. Треба да се најде местото, времето кај што ќе се сретнат двајцата пешаци. Добро. Бидејќи времето не го знаеме, го бележиме со X. Добро. Составуваме рамет. 4X плюс 3X да е еднакво на километри. 98. Јасно ли ти е? Од тука 7X е еднакво на 98 километри. Од тука само X е еднакво на 98 одделено со 7. Од тука само X е еднакво на 14. Значи, времето по кој ќе се сретнат двајцата патници е 14 часа. Ама ако не се изгубат кај грамаки. Браво. Симетрали и тангенти, членови коефициенти.